За да го подигнеме духот на Антолог, за да го подигнеме духот на Ивана книжарката, масовно да ја посетите книжарницата, ќе ви препорачам книги, ќе се помуабетиме и тоа е тоа. Ние се пребројуваме се уште, никако немам точна бројка во овој момент, од тоа што сега можам да ти кажам. Двете книги од Луси Скор имаме примероци, пред малку добив. Кралот на планината, тоа ми е еден од омилените трилери, добив од него. Историја на пчелите, Синевина имаше. Двојник имаше од Достоевски, затоа што Антолог е издавачка куќа која што години наназад дава акцент на класиците. Има и голем дел од наслови кои што сме на нула, значи ни еден примерок нема спасено, како што се детските и сликовниците, со нив сме на нула, освен по 2-3 примерока што имам максимум 5 овде во книжарница. Исто имам информација и за понижени навредени од Достоевски, дека само тоа што останато е тука во книжарница, друго нема ништо. Имаме некоја големо недоразбирање со нарачките на сајт, односно онлайн нарачките. Голем дел од луѓето мислат дека може да ни помогнат со тоа што ќе нарачаат книга и кога би имале книги би ни помогнале. Меѓутоа ние во моментов немаме возила, немаме никаков начин да ги испратиме книгите затоа што немаме книги прво и основно, значи се што оди во моментов на сајт би било донација и поддршка од ваша страна. Во моментов сајтот е отворен за донации. Има луѓе кои што ми се јавија телефонски и ми рекоа дека ќе ги чекаат книгите кога би ги имале. Меѓутоа уште едно нешто што не можам да го кажеме во моментов, кога би ги имале и дали воопшто би ги имале. Како што рече и Жарко, 27 години труд и работа беа во тој магазин, значи сите книги што ги имав ми од пред 27 години веќе ги нема. Огромна е поддршката што ја добиваме во моментов и онлайн и телефонски. Еве овде у книжарница гледате цело време има луѓе и со сочувство и со поддршка. Има поприлично луѓе кои што еве за овие 5 години не сум ги сретнала тука, доаѓаат сега првпат за да дадат поддршка, не им е битно што ќе купат, само ме вика дај ми некоја книга по твоја препорака. Од мене препорака не за лето, не за зима, него за секој период од годината, од детските изданија, неверојатната приказна за Джиновската круша. Имаме и кога Мамбо Џамбо стана голем како џин и Бимбо Џимо и долгата зима. Имаме извонредни книгички како Подарокот, Најсреќното лавче, Среќата е една лисица, Леле ми се скрши срцето, леле во што се претворив, извонредни имаме. Имаме и многу добри летни романси, Чекајме кај езерото, Сите лета, Потоа и слични, тие се баш типични за летниот период, нели? И трилерите, едни од моите омилени, Скандинавците, на нив би дала акцент. И да не заборавам уште еднаш да спомнам нешто за кое што Антолог се заложува години наназад, класиците. Значи од Достоевски, Чехов, Меша Селимович, Иво Андрич, осе имаме по нешто. Тука сега имам нешто, ама ќе се преброиме пак што е останато и колку. Антолог за мене не е само книжарница, Антолог за мене не е само издаваштво. Кујунџиски не ми се само работодавци. Антолог е семејство. Ние сме пријатели и ова што го доживеавме е стварно страшно.